Добро вечер, Македонија, обвиена во црно. Пред да го започнем овој вонреден редкаст, би го нарекол, сакам само да изразам едно огромно, длабоко сочувство до фамилиите и блиските на сите загинати кои што загинаа во овој трагичен настан кој што се случи во Кочани пред неколку дена. Сите ние сме трогнати, се чувствува тој траур на секаде. Вчера беа и погребите на трагично загинатите 59 лица. Уште еднашка нека им е светол патот и царство небесно. Ова, како што кажав, е вонреден редкаст. Се решивме да направиме вакво нешто со нашиот тим, затоа што сакаме да допринесеме за кревање на свеста кај луѓето, преку разговор и анализа, која што вечер ќе имате можност да ја видите со мојот гостин, се со цел да ги откриеме сите дупки, сите проблеми кои што директно и индиректно не допираат сите нас. Па токму таков е и мојот вечерашен соговорник, кој што ни доаѓа од Скопје. Тој е роден 1982 година, од општина Центар, по професија е магистар, инженер-архитект, со магистарска теза од областа на самоодржливоста и неинвазивната архитектура. Посветен работник, 15 години искуство во приватен сектор, овластен проектант и инженер за изведба со овластување Б од 2012 година. Тој е љубител на природата, оженет е и е татко на 2 деца. Неговата борба е насочена кон хумано и самоодржливо урбано живење. Исто така се бори за заштита и грижа за животната средина, а е голем поддржувач и борец против аерозагадувањето. Вечерва во ова вонредно издание на овој црн редкаст, би го нарекол, е нашиот соговорник, архитектот Андреја Јанков. Добро вечер и добре ни дојде во редкаст. Добро вечер. И јас најпрво би сакал да изразам сочувство до семејствата на загинатите. Нека им е лесна земја, нека почиваат во мир и не дај Боже веќе некојаш да се повтори ваква трагедија. Така. Кога сме веќе кај ваква трагедија, Андреј, дали сега не знам, ти си роден 82 година, дали се сеќаваш во Македонија имало ли трагедија од ваков размер, од ваков тип? Освен или што беше конфликтот 2001, каде што мислам дека и помалку луѓе загина отколку овој трагичен настан. Зборам вака за еден ден, толку млади луѓе да отидат. Во целиот конфликт 2001 има 75 загинати бранители, а ние во еден ден, практично во една ноќ, за неколку минути изгубивме 59 млади животи и 115 повредени во мал град како Кочани. Тоа е огромна трагедија. Буквално. Ајде веднаш да преминеме на темата која што е сега актуелна и која што не засега. Затоа решив и да те повикам како професионалец во својата област, како архитект, да ни дадеш една твоја анализа за објектот во кој што се случи оваа огромна трагедија. Ајде да почнеме од стандардите. Значи, какви се стандарди треба да се запазат за да не дојде до ваква трагедија? Значи, реално гледано, не можеме да кажеме дека ова е трагедија што е неочекувана. Вакво нешто со она што се случува во последно време, не само последно време, последните 30 години се случува тоа, со избегнување на секаков вид на стандарди, е буквално несреќа што едноставно чекаше да се случи. Темпирана бомба. Буквално темпирана бомба. Сега конкретно за објектот, самиот објект, колку што можев да истражам и да видам, представува легализирана дивоградба, градена 99 година, која што за жал со оној несреќен закон за легализација, каде што буквално ништо што би значило за еден објект кој што би се градел од нула, не е запазено,
туку едноставно е само легализиран со обичен геодетски елаборат за етажен премер. Таму немаме никаква ни статика на објектот, немаме никакво водење на машинските и електричните инсталации, на водените инсталации никаков елаборат за ПП за заштита. Едноставно тоа е еден празен документ кој што само кажува колку квадрати има тој објект и на кое лице ќе му припадне собственоста. Самиот објект како дискотека спаѓа во втора категорија на градби, конкретно Б3 намена, деловен објект, значи, и колку што приметив, требал да бил регистриран, тоест не бил регистриран, него бил предвиден за 500 посетители, има 400 и нешто квадрати, стандардот вели дека 1 квадрат е потребен за 1 посетител, значи таму не смеело прво да има повеќе од 400 луѓе. Некој кажува дека имало и повеќе од 500. Се кажува и бројката 2500 луѓе, меѓутоа еден повеќе од тоа што е планирано е премногу. Понатаму, значи, самиот објект немајќи елаборат за противпожарна заштита, не знаеме какви материјали биле вградени. Конструкцијата на еден таков објект треба да издржи пожарност од противпожарна заштита од 4 часа. Значи да не влијае пожарот на самата конструкција 4 часа. Зидовите треба да имат противпожарна отпорност од 3 часа. Самиот пуштен плафон требал минимум половина час да издржи. Ходниците за таа бројка требале да бидат со минимална ширина од 3,60 вкупно или 2 од по 1,80 за да може да се евакуира. Минимум 3 излези биле потребни кои што на слободен простор би излегувале. Исто така приметив дека објектот се наоѓа во пад, значи претпоставам дека имало и 2 нивоа. Таквите објекти мора да бидат приземни, не сме да се наоѓаат на висина поголема од 8 метра, значи од улицата. Значи има многу параметри кои што дека не се запазени. Пред се од правилникот за противпожарна заштита. Ако тргнеме, еден куп закони се прекршени. Значи можеме да посочуваме вина, по моја слободна проценка, индивидуалната вина е некаде 20 до 30%, а дека 70% представува токму општествена негрижа, занемареност и лоши политички одлуки. Корупција и лакомост. Апсолутно. Корупција, лакомост на секое можно ниво и токму не само на индивидуално, туку и во оние институции кои што можеле да влијаат тоа да се превенира. Сребролюбие би рекол и корупција на секое можно ниво. Видете, ние буквално сме во состојба да менуваме закони за да им одговараат на моќниците. Значи на таа бизнис клиентела која што стои позади политички одлуки. Значи поентата на носење на закон не е да се заштитат тие интереси, туку интересите на сите граѓани. Андреј, какви категории на градби постојат и кои се законските процедури за добивање на одобрение за градење и технички прием за истите? Значи вака, до 2015 година Законот за градење познаваше 5 категории на објекти. Од 2015 сите се сведени на 2 категории само. Првата категорија се објекти од државно значење и од инфраструктурен карактер, каде што спаѓаат, ние немаме, ама спаѓаат тука нуклеарна централа, термоцентрали, електрани, дури соларни електрани до 1 мегават, амбасади, аеродроми, автобуски станици, железнички станици и така натаму. Втората категорија на објекти веќе опфаќаат основни средни училишта, градинки, верски објекти, индустријски објекти, деловни, стамбено-деловни објекти, семејни куќи, викендици и така натаму. Значи тоа се доста широки категории. За тие што се од прва категорија, одобрението за градење го издава Министерството за транспорт и врски, додека за овие од втора категорија органите на локална самоуправа, односно општините. По исклучок одредени објекти можат исто така да бидат дадени под Министерството или
во случајот да бидат под домен на град Скопје, бидејќи град Скопје има малце еден посебен статус, опфатен со посебен закон за град Скопје. Што се однесува до одобрението за градење, еден нормален објект, значи, процедурално, треба да, кога се аплицира за одобрение за градење, истото важи за одобрение за надградба, доградба, адаптација и така натаму, треба да поседува пред се архитектонски проект за градежни конструкции, популарно наречена статика, проект за машинство и машински инсталации, проект за електрични инсталации, проект за водовод и канализација, ППЗ елаборат, сообраќаен проект, потоа елаборат за енергетска ефикасност, геодетски елаборат за нумерички податоци и така натаму. Машала многу работи. Покрај тоа, што се предвидени сите овие проекти кои што ги работат посебни лица кои што мора да имаат овластување издадено од Комората на овластени архитекти и инженери на Република Македонија, истите и се ревидираат, односно сите објекти над 300 метри квадратни бруто развиена површина мора да имаат и ревизиски извештај, значи повторно некој ги гледа. Истите тие објекти се праќат и на мислење во Институтот за земјотресно инженерство и се измика, и значи има уште една супер ревизија што се однесува на конструкцијата. Тоа важи за легално изградените објекти. Меѓутоа, кога се работи за легализирана дивоградба, немате ништо од ова, како што претходно напоменав, тие објекти кои што со тој несреќен закон од 2011 година беа опфатени под закрилата на некаква си социјална заштита, меѓутоа истите не се однесуваа само за семејни куќи. Туку за секако. Апсолутно. Знаете дека дивоградби дури општините легализираат. Какова шталава? Постојат дури инфраструктурни објекти кои што се дивоградби, има и улици кои што се дивоградби. Па после тоа се на некој начин легализирани. А ова што е шталава дискотека представува еден таков објект. Таа се води на физичко лице. Сега, како физичко лице, го има објектот, се наметнува прашањето како па правен субјект кој што бил регистриран и лиценциран за таа дејност од Министерството за економија, се стекнало со право да ја работи таа дејност. Тука доаѓаме до еден интересен момент каде што имаме косење на законски и подзаконски акти. Во случајов таа лиценца му ја издава на него Министерството за економија. Од потребната документација треба да приложи имотен лист. Во имотниот лист, сега бидејќи се работи за физичко лице, по правило би требало да има некој договор за закуп кој што го нема и не се ни бара. Уплатница овакво, барање и една изјава каде што самиот субјект дава изјава дека ги задоволува објектот минимум стандардите. Значи, пазете, во Министерство за економија не постои никакво тело каде што би бил вработен некаков инженер, барем не мора е архитект, иако би било најдобро, кој што би можел да процени и да побара документација. Прво не му ја бараат воопшто документацијата, за да провера дали на вистина ги задоволува. Не, буквално е оставено на самиот газда. На негова совест дали има. Дава изјава и завршена работа. Апсолутно, да. Сега гледате кој е абсурдот. Значи се газат буквално, ако одиме архитект, статичар, машински инженер, електроинженер, хидроинженер, овој што го изработува ППЗ лаборатот, што би требало да биде противпожарен инженер практично, иако и други од фелата се стекнуваат со тоа овластување. Значи имаме тука сообраќаен инженер, 7 инженери учествуваат во изработката на таа проектна документација, уште 7 ги ревидираат. Значи 14 личности, значи зборувам како физички лица и професионалци, се заобиколени во самата постапка. И 15-тиот би бил некој што би ги проверил барем во Министерството за економија. Буквално никој не е прашан дали таков објект треба да работи таа намена. Кои класи на намена на објекти се предвидени и што тоа подразбира? Законот за градење, значи и правилникот за урбанистичко планирање,
и проектирање опфаќа повеќе класи на намена, значи А класа на намена представуваат објектите што се предвидени за домување. И тука А1 се семејни куќи, А2 се стамбени објекти, спаѓа тука и викендици, студентски домови и така натаму. Во Б класа на намена спаѓаат веќе деловните објекти. Значи за мали и големи трговски намени, тука спаѓаат и дискотеките, така натаму. В класа веќе ги опфаќа објектите кои што се за тука спаѓаат и верски објекти, објекти каде што се државни канцеларии и така натаму, дека Г представуваат индустрија, стоваришта, магазини и така натаму. Конкретно овој објект што глумел дискотека не Г класа. Магазин бил за теписи. Магазин. Буквално и се уште се води, таа класа на намена стои во имотниот лист. Значи, тој несреќен правилник, во него да стоеле 3 збора буквално, имотен лист со адекватна класа намена, 4 се извини, значи, би овозможил да имаме превенција, затоа што такво нешто да стоело во тој правилник, по автоматизам ќе барало собственикот или правното лице кој што веќе го користи тој објект да поднесе барање за пренамена и адаптација на истиот, кој што пак би ја опфатил цела оваа претходна документација. Сега одиме, кога веќе одиме на расфрлање на вина, Кочани не е голем град, колку што ја знам, има 3 дискотеки во градот. Да. Градежен инспектор конкретно не сум ни сигурен дали они имаат, а би требало да имаат. Можел буквално да помине, да види, пошто разберав дека лани била реновирана, да види дека се изведуваат некакви работи, да влези да праша дечки шо правите. Мислам, карикирам, ама навистина е така. Океј, реновирате, имате документација? Немате. Добро, прибавете ја, имате рок од месец ден, иначе не отварате. Никому ништо. Никому не мора ни казна да изрече, едноставно не отварате ако ја немате. Значи, буквално никој не бил заседнат. Јас се кладам дека таму излегувале буквално или некојаш биле присутни како гости и градоначалник, и членови на совет, и вработени во општината. Буквално сите знаеле за тоа, што се случува таму. Ама едноставно не се интересирале за тоа. Еве гледав кога деца од Кочани ја демолираа на летна тераса. Тоа Дивоград бе? У принцип да. Не сме да окупира јавен простор. Не, дозволено е да поставува урбана опрема во смисла на маси, столици, жардинјери, некакво осветлување, да речеме, и некаква настрешница која што е била подвижна, ама јас таму видов дека реално целото беше застаклено и затворено. Точно. Сега, кога доаѓаме до моментот на дивоградба, ние имаме исто многу голема глупост. Имаме во тој закон за постапување, нели, со бесправно изградени објекти. Има еден момент кај што прво треба да докажеме дека објектот е дивоградба, а тоа е нешто евидентно. Значи, тоа е црно или бело. Има одобрение? Нема, значи е дивоградба. А ние прво докажуваме таа позиција, па после тоа е оставено на случај дали да се отстрани или не. А едноставно, ако значи ова е дупка во законот, претпоставувам овака на некој начин. Па не само што е дупка, тоа е она носење на лоши закони и едноставно нивно не е, и да е добар законот, истиот не се аплицира. Еве, например, децава го демолираа. Чива собственост е тоа? Нема собственост, нема позитивна легитимација на суд. Нека ме поправат правниците ако грешам, меѓутоа тоа е така. Ако не може да ја докаже собственоста, тогаш и да настане штета која е оштетениот. Да. Бесправно. Добро. Ајде да позборуваме малце за законски и подзаконски акти кои што важат за стамбени и нестамбени објекти. Кои се тие? Кои законски и подзаконски акти важат за стамбени и за нестамбени објекти? Па прво, законот за градење. Законот за урбанизам тука спаѓа. Правилникот за планирање и проектирање. Правилникот за противпожарна заштита. Законот за заштита и спасување. Законот за сообраќај исто дури тука е опфатен. Па имаме понатаму
толовуваат делумно и законот за води, и законот за градби во заштитени подрачја. Така да низа на законски и подзаконски акти влијаат на тоа, претходно ги напоменав, значи и зошто и на кој начин истите. Еве, прост пример, во случајов кај Законот за заштита и спасување, по член 78 за јавен собир, каде што ќе се користат пиротехнички средства, потребно да има противпожарна стража. Што значи дека требало да биде пријавено во пожарна, дека ќе се користат такви средства и да бидат присутни пожарникари. Барем еден, двајца најмалку. Сепак се работи за концерт. Ако имало на вистина 1500, па и 500 луѓе да имало на тој концерт, значи представува еден јавен масовен собир на затворено. Истиот би требало да биде по правило пријавен и во полициска станица, би требало да биде пријавен и да биде присутно амбулантно возило. И сега сето тоа избегнато, за да може кај амбулантното се плаќа, барем тоа мислам дека беше околу 12.000 денари. И сега да не се платат тие, не се ни пријавува. Нормално. Де овдека еве конкретно во случајов и законот за облигаторни односи не е запазен, значи не постои никаков договор. Не, све е на рука, ама види, така се е на рака, се е под рака, се е шушбуш, те познавам, ме познаваш, имам човек. Некои од овие процедури да биле запазени, веќе тоа го предизвикува оној лавина ефект, каде што на крај сите би биле запазени. Така. А во случајов не се. Ништо не е запазено. А најголемата трагедија што сите знаеле, 13 години мислам дека функционирала таа дискотека и сите тоа го имаат толерирано. Значи, за 13 години се менуваат, значи, 3 до 4 градоначалници. Така. Тоа се 3 до 4 раководители на урбанизам. 3 до 4 градежни инспектори ќе се сменат, началници на полиција. Тоа се, пријателе мои, многу викендици на страна. Па најверојатно патувања екзотични. Тоа е корупција. Значи буквално во случајов можеме да кажеме дека корупцијата убива. Да. Што се е потребно, Андреј, од документација за отварањето на една ваква дискотека или кабаре, како што они го викаат кабаре штала, под услов, значи да се отпочне од почеток, значи со барање на одобрение на градење или одобрение на пренамена на одреден простор, претходно ги напоменав, значи, мора да се изработи архитектонски проект, мора да се направи проект, значи, за градежните конструкции, мора да се направи проектот за вентилација и машинство, значи, проектот за електрични инсталации и осветлување, проектот за водовод и канализација, каде што најверојатно би биле предвидени одредени ПП сектори, ако ништо друго, ако не со спринклер системи за автоматско гасење на пожар, со водени завеси кои што би го поделиле тој простор на противпожарни сектори, за да не може да се прошири пожарот. Потоа најимперативен во случајов е токму тој елаборат за противпожарна заштита, елаборатот за минимум, значи задоволување на енергетска ефикасност на објектот. И сега сите тие, покрај тоа што би ги гледале референт во општината, контролор и раководител на урбанизам, или претходно напоменав дека истите се ревидирани, мислење за истите би издал и Евана, Јавното предпријатие за водовод и канализација би издало исто такво мислење, но и Дирекцијата за заштита и спасување дава свое мислење за противпожарноста на објектот. Така што има да биле сите тие чинители во игра, ја би требало да бидат, не би дошло до ваква трагедија. Сега, откако ќе се заврши таа процедура, ќе се добие одобрение за градење, кој што ќе го потпишат овие тројца на референт, контролор, раководител на урбанизам, на крај го потпишува и градоначалникот. Сега, ако веќе се направи таков објект со таа документација, значи и имотен лист кај што ќе имаме адекватната класа на намена, се оди во Министерство за економија и се бара таа фамозна лиценца. Кое што овдека гледаме дека врзона барем што беше кажано во јавноста, значи дури се шпекулира. Се кажува дека е фалсификат. Меѓутоа ќе видиме тука од истрагата што ќе испадне. Така, ама јас сакам да те прашам конкретно во случајов, да речем, ете кажа,
12, 18, 20, колку и да се години од кога работи ова како дискотека со таква дејност, нели, за ноќни забави и тие глупости. Дали он кога го откупил тамо од некој, сега не знам дали му е купен објектот, не ќе да шпекулирам или дали некој е физичко лице, некој е физичко лице го има легализирано. Така, се тоа ме интересираше, ти кога веќе е тоа изградено, значи не почнал од нула, веќе постои објект и он сега пренамена ќе прави, нели, ова сакам да биде кабаре, го регистрира. Да, истата документација. Па треба да се поднесе истата тие елаборати. И за пренамена, и за одобрение за градење е идентична процедурата. Значи, потполно идентична. Значи, мора да ги поседуваш тие... И таа процедура не е за џабе измислена. Таа процедура постои не за да биде сметња на тој што ќе го работи локалот, туку напротив да ги заштити корисниците на тој локал, гостите на тој локал, граѓаните да ги заштити. Да. Значи, морал да ја поседува он, без разлика дека тоа веќе постои објект. Проблемот е што токму тој закон за легализација беше така глупаво замислен, што ги ништи сите потреби од оваа документација. Затоа беше од некои популистички мерки, значи бркање на гласови, буквално, беше замислен за такво нешто и да си поминат нивните локални пајташчиња, значи, кои што имаат таков некој објект, да поминат за поевтино. Ајде да тргнеме вака. Комората на овластени архитекти и инженери донесе пред 2 години, мислам дека беше донесен. Само ќе те прекинам на кратко. Ти си член од комората, да, член сум на комората, да. Секој инженер кој што сака да се бави со проектирање, надзор, изведба или ревизија на проектна документација, облигаторно е да биде член на комората и комората му издава соодветно овластување. А секоја фирма што сака па да се бави со овие дејности поседува лиценца за истите кој што ја прибавува од Министерството за транспорт и врски. Лиценцата е со важност од 7 години, овластувањата се со важност од 5 години, така да и тие се обновуваат, урбанистите имаат и стручен испит за урбанизам, значи од комората и така натаму. Кои институции и зашто се надлежни и каде лежи одговорноста за целиот настан? Значи, да почнеме од која институција? Од Министерство за внатрешни работи. Министерството за внатрешни работи можело најпрво им под допрен глас, нели, и обвинителството да реагираат, затоа што таму имало присутни малолетници. Значи, и тоа било јавна тајна. Една од основните функции зашто било и толку популарна токму таа дискотека е токму затоа што пуштале малолетници внатре. Потфрлува тука и само во Министерство за економија со таа фамозна лиценца што ја има издадено. Пазарен инспекторат. Пазарниот инспекторат исто така потфрлува. Потфрлува самата општина. Значи, никој не може да каже дека тука не знаеле они што има и како и тоа како изгледа. Со години траело. Ајде, една работа што ја приметив од фотографиите, значи после несреќата, видов дека таму тој објект има азбестен кров. Да. Со дрвена конструкција. Значи, азбестот не се користи и сега мене ми беше многу чудно. Тој е изфрлено до потреба, кој што знам. Или? Се кажува дека тој објект е граден 99-та година, а легализиран е отпосле. Меѓутоа, 99-та година и тогаш дури, иако тој уште пред да почнам со студии, беше изфрлено до потреба. И сега знак на прашање како тој азбестен кров се нашол таму, на очи на сите, буквално. Значи, тоа предпоставам дека е земено некој стар објект, донесен тука, пренаместен, или буквално не знам. А зашто се користи азбест, Андре? Можеш ли да ми кажеш? Зашто е порано го користеле толку? За топлинска нешто изолација? Не, едноставно затоа што бил ефтин, не ја знаеле неговата канцерогеност и така натаму. Тој е инертен кога дека не да се случи кршење. Запалив е тој материјал или не? Генерално не е, меѓутоа проблемот е кој ќе се случи негово кршење. Тука во случајов попушта дрвената конструкција, се крши самиот азбест и веќе почнува да ги ослободува оние канцерогени частици. Меѓутоа, ете, во случајов не е пресуден. Тука, колку што можев исто така да видам, има некаква изолација со сунјер, значи ткаенини внатре поставени. Предпоставам некои завеси, украсни и така натаму. Истите представуваат лесно запалив материјал.
Не само тоа, туку ја абсорбираат чад, честици, значи од Преградени ѕидови мало со гипс ставени, кои што исто не... Постојат и овноотпорни, меѓутоа дека биле обични, немаат степен на противпожарност. Вратите, например, треба да бидат со противпожарна заштита час и половина, или 1 час овие што се внатрешниве врати. Решетки поставиле, замисли, на прозорите. Значи, деца што пробале да избегаат, не можеле, затоа што сакал газата си ја заштити шталата, ама потврдил евакуација. Имало некој дополнителен излез кој што бил затворен со гипстабли. Така што се однесува да се вратиме нели на институциите, градежниот инспектор исто потврдил тука. Понатаму Ајде да го коментираме малце градоначалникот, по изјавата на премиерот дека се огради дека градоначалников нема никаква вина, ете тој си даде оставка и остајте го сега, не го дирајте него. Што мислиш ти? И сам кажа дека тоа треба да стигне до општина. Еден градоначалник треба си го познава градот кај што живее. Не живее у пештера, така живее у куќа која што е дел од тој град. Тој човек ваljda оди по улица некаде, така. Значи, барем минимум треба да се интересира што му се случува во општината. Значи, мене ми е сулудо да он не знал дека таму има дискотека во штала, мене ми е непоимливо дека тој градоначалник не знал дека таму има јавни собири. Значи, не паднат од Марс. Тој бил градоначалник на Кочани. Таткото на градот. Буквално. И бил за 6 месеци му завршува мандатот. Така да, оваа оставка што има дадено е, не знам, буквално некој си чин да си ја спаси кожата, што се вика, и некако морално во наводници да се оправда и да се испере од цела оваа проблематика. А според тебе, каде лежи најголемата одговорност за целиот настан? Значи, да ги земеме институциите во игра. Кој највеќе потврли тука? Тука, ај вака да тргнеме, не само институциите, ние имаме потврлени како општество. Значи, покрај овие што ги наведовме до сега, зборуваме, значи, од полиција, од градежниот инспекторат, пазарниот инспекторат, градоначалникот, општината, значи, покрај сите, потврливме и ние како општество. Да не се разбереме погрешно, ама ние сме еден народ што глуми држава. Ние држава неаме, ние во моментов имаме мочуриште. Едно мочуриште, за да стане плодна почва, се врши мелиорација, за таму се суши, тогаш излегува таа плодна почва. Ама мора да се пресуши таа бара или тоа мочуриште, за сите оние животни што живеат таму и обитуваат од него, да ги снема и да се појави таа плодна почва на која што ќе може да се работи. Значи, потребен е длабок пресек. Се согласувам тотално. Мене исто нешто што многу ме, само да го исклучам звукот, сум заборел, што многу ме, сега не знам како да се изразам, меѓутоа не е тоа во ред да ти малолетно дете, збориме за општествените, моралните наши одговорности. Како можеш ти да пуштиш? Колку беше најмалата жртва? 15 години? 14 години. Конкретно од Штип 16 години беше најмалата жртва. До 3 са бајле. Ете, ајде да појдеме од нас, мислам, како луѓе во општество. И ние сносиме вина, затоа што денешниве деца некако не можеш да им објасниш. Ќе почнат да плачат, да кукаат, сите другарки излегуваат, само вие мене не ме пуштате. Разбираш, и се некако ти си родител, и јас сум родител, јас имам сега помали дечиња, нормално, едната ми е само неголемата, веќе тинеџерка, и со незе ги гледам тие недостатоци во воспитување. Меѓутоа, тоа е модерно време и ти не можеш да ми се налутиш сега, не можеш, знаеш, да бидеш против сите. И ти се заканува, ќе се избегам од дома. Добро, и ние сме биле тинеџери, ние сме биле млади, значи сме имало и се искрадувале од дома без знаење на родителите, па ќе земи без знаење на родителот од кола, тоа окей, тоа го разбираме. Меѓутоа, што мене, јас сум родител, имам 2 деца, ќерка ми е 9, син ми е 5 години. Значи,
Јас кога имав 9 години, може да ставам моје да ми стават клjuč на врат, ја да идам у школа сам, да се вратам дома сам. И беше безбедно. Сега, мене искрено, како родител, ми е страв да го пуштам моето дете само на улица. Значи, буквално и гледам кај другите родители дека истото. Значи, секој своето дете го става у кола и го носи до школа, го носи на сите оние после секции воншколски активности што ги работи. А не дај Боже, значи, за тинејџер да стане збор. Значи, мене ми е буквално страв. Не знаеш дали детето ќе ти го згази некоја будала што дивее по улици, не знаеш дали ќе ти го киднапира некоја будала за ти бара пари, или не знаеш дали ќе ти изгоре во пожар. Мене ме интересира зошто полицијата, кога веќе била присутна, добро, они кажува дека дошла на кај 2 и нешто, пред да биде пожарот 5 минути, 10, почнале со некаква си рација за малолетни лица и за присуство на дрога кај присутните. Зошто обезбедувањето не реагирало да каже, чекај, лична карта имаш? Не, извини, не може да влезеш. Тоа е пропуст на обезбедувањето, меѓутоа мене што ме чуди, значи ова што се случи е баш на крај на концертот. Ако се запазеле оние за противпожарна заштита нормативи, немало да дојде до толкава трагедија. Значи, пожар може би ќе имал, може и ќе изгорел објектот, ама сите ќе биле спасени. Значи, ако ходникот бил со прописна ширина, 3,60 како значи или 2 ходника по 1,80 м, да. немало да има стампедо. Ако имало 3 излези, ќе можеле јасно и убаво означени како екзит, нели? Ќе можеле да излезат. Ако кровот имал противпожарна заштита од половина час, немало да им падне на глава. Тачно. Значи, ако имало, дури направив една груба пресметка, еден ПП хидрант да имало централно поставен, кој што со млазница зафаќа радиус од 25 метри, ако го ставиме по математика, покрива 400 квадрати колку што изнесувала дискотеката. 2 ПП хидранти, апсолутно би можело да се пристапи кон сериозно гасење на тој пожар. Таму имало само 2 обични рачни ПП апарати. Така што апсолутно ова било трагедија која што можела многу лесно да се избегне, ама за жал буквално од секој, таму била и присутна и полиција, имало обезбедување. Да. Па при таа евакуација зошто не пристапиле истите да помагаат да не се случи? Дури некои одбивале да пружат помош, имаше и такви апсолутно, да, имаше такви некои сведоштва. Меѓутоа, јас колку што разбрав, многу од луѓето пробувале да се ги, иако излегле, пробувале да се вратат да се ги спасат најблиските. Да. И токму тука се создало тоа тесно грло, каде што практично сакајќи да помогнат, оневозможиле да излезат. Оделе контра ни. Да, тука ама тука, ако веќе ако имало полиција која што правела рација, таа можела да интервенира заедно со обезбедувањето и да направат кордон еден каде што би можеле луѓето да излезат. И да ги смират, да не се ствара паника, пошто во паника најголемите грешки се прават. Значи, така што, не знам, имаме тука многу пропусти. Многу пропусти, вина на претек, која што можеме да ја распределиме до ниво на буквално само распуштање, што се вика, на сите институции. Кои закони и подзаконски акти се неусогласени? Епа, во случајов, Законот за градење и Правилникот за урбанистичко планирање и проектирање и Правилникот за противпожарна заштита вели едно, на една страна, исто така и Правилникот за заштита и здравје при работа, минимум бара план за евакуација, а од друга страна имаме Правилник од Министерство за економија, што бара припусулчиње и уплатница. Тоа е една неусогласеност. Ама ние во Македонија имаме многу такви закони. Ајде да тргнеме дека не ни се согласени законот за градење со законот за стварни права. Кога се бара по закон за градење дозвола за надградба, треба 51% од собствениците. Ама законот за стварни права вели 100% од собствениците. И има многу голема логика, затоа што таму се создава нов имот и имот на некого немаш со сила да му даеш, може би не сака.
од овие 49% што не се согласни. И затоа е 100% согласности. Тука имаме таква една неосогласеност. Од друга страна, овој ПП правилник дури и правилникот за противпожарна заштита не е усогласен со правилникот за проектирање. Каде што ваму се барат едни ширини на скалници и на ходници, во другиот други. Едни ширини на рампи за пристап на возила, одека други. Така да имаме и такви некои каде што и самата фела сноси одговорност што ги нема усогласена на некој начин. Не знам, законот за градење во заштитени подрачја, например, исто така. Со законов за легализација, сега, например, замислете, во некој национален парк вие сте изградиле дивоградба. И со законот за легализација сте ја легализирале, а таму вика не треба да има објект. Значи, еве, типичен случај, не мора, водно, земете го. Заштитено подрачје било, а таму се изгради еден куп дивоградби кој што потоа се легализира. Така да... Тоа водно исто ми е некако темпирана бомба, искрено. Знам дека си од таму, еве ќе кажеш поише, меѓутоа знам дека има тоа свлечишта, се случуваат повремени, многу се уништи целиот тој рид планина, како и сакаш ќе го наречеме, а знаеме дека таму разгледаме геомеханиката. Вода од оздола, затоа и водно се вика има многу. Да, не е само тоа проблемот. Еве, водно имало до 51 година, мислам дека е последната, водњански порој се викало тоа, и тоаш имало и жртви. Токму од тие свлечишта што се јавувале и огромна материјална штета. После 51 година започнато е систем, и уште ги гледаме, тие канали и брани што се наоѓаат на водно, тој систем не е завршен према кисела вода. Значи, едноставно снемало пари, предпоставам, уште во тој систем, меѓутоа е правено и пошумување и така натаму, за да се спречат токму тие свлечишта, значи и адекватно е пошумувано со стручњаци од шумарски факултет кои што ги бирале, значи тоа што ќе се пошумува. Меѓутоа, ако ја земеме геомеханиката на водно, токму од тие свлечишта е и тргната плодната почва на водно. Сега таа се наоѓа во подножјето. И тоа се сериозни пластови таму, покрај подземните води и така натаму. Меѓутоа, имаме ние дополнителни градби, кои што се јавуваат, со некои си потпорни зидови кои што функционираат или не функционираат, меѓутоа, најголемата глупост што направивме, пат за Сончев град, пат што не води никаде, пат што не е пуштен, пат кој што има пукнатини, значи на себе, и сега таму има една местност, Љути дол се вика, и има причина зашто се вика Љути дол, зашто таму и дал тој порој. Народот му дал топоним кој што одговара на тоа што е. На место положи. Да. И ние сега таму ставивме пат. Свака част. Љути пат ќе биде, брат. Значи, свака част. Значи, сакам да кажам, тие некои детски играчки, непромислени политички одлуки, кои што за некој гол популизам, или јас тие ги викав, миле ми текна. Тоа во времето на Грујо се правеше, така, Сончев. Или грешно? Да, најголемиот дел од таквите проекти, па и закониве датираат од тогаш. Значи, законот за дивоградба 2011 година, а законот за градба 2015 година 6 или 8 пати се менјаше годината. Што е смешно, значи, поише... Значи, не можеше да се изгради објект у времетрање на промена на закон. Практично. А зашто толку брзо ги менуваат? Заради тоа што пробуваат да ги прилагодат на барањата на бизнис елитата кој што па ни ги поддржуваше. Скопје 2014 најогромната перална на пари. А сега додиме да се вратиме назад колку од тие објекти пред се урбанистички се погрешно поставени. Ајде да тргнеме, ја не знам како ќе дојде противпожарно возило до после архивот, нели, се пазите глупост, Архив на Република Македонија и музеј археолошки, а има и некој судски совет, мислам, или не знам што беше таму, 3 тотално неспојиви функции се во еден објект, и до таму, ајде и некако ќе стигне противпожарно возило, ама после не може да продолжи натака, кај она Арту Дито, ја викам, таа зграда, јас мислам дека беше финансова полиција таму. Да. И
покрај тоа што се од полиуретан направени, од таа популарна демит фасада која што представува лесно запалив материјал. Сега има еден интересен момент. Комората 2 години у фиока им стои еден многу добар правилник за противпожарна заштита. Сега овој што се аплицира е стар, мислам, едно 4-5 години веќе, а тој подобриот си стои у фиока и никој не го чепка, не го гласа, каде што се предвидуваат ПП сектори на фасадите, односно дека мора да има прекинување за да може да не се шири и по фасада пожар. Така што самите си ставаме сопка, каде што некои добри промени кои што може да настанат, намерно се институционално се кочат, се со цел да им се додворат на бизнис елитата и тие да може да направат поголем профит. Можеме ли, Андри, да направиме една споредба како порано се контролирало во време на Југославија? Добро прашање. Како сега се контролира? Хајде да направиме една анализа за сите објекти, за нивната изградба. Нешто, една добра работа, тогаш што се правела, што државата била стопан на целото земјиште. Односно, урбанистите не биле оптоварени со приватна собственост, туку можеле професионално да размислуваат. И кога се проектирала една населба, не било императив приватната собственост, туку општественото добро. И сега во таква една населба можела комплетно да биде испланирана, кај што ќе ги задоволува и сите хумани стандарди, значи да има доволен процент на зеленило, доволна осветленост на самите згради. Пазете, тогаш, например, се запазувал еден стандард или барем во најголемиот дел, каде што размакот меѓу згради изнесол 1,5 висина од 1,5 од висината на зградата. Пример, имате зграда од 20 метри, размакот е 30 метри меѓу зградите. Се размислувало буквално на се. Значи, снабденост со вода, колку би биле демографски популацијата, колку би имала ученици, колку би биле во предшколска возраст, градинки, училишта, амбуланти, игралишта. Значи, сето тоа било земено во обзир. Еве пример во Скопје, можете да вратите сателитски снимки, пошто Google Earth ги има, од пред таму 2000-та година, 2001 некаде, и да го гледате развојот на населби како Јане Сандански и Ново Лисич. Што во принцип се, ама тие две населби се урбанистички добро замислени, токму во оној што куда толку период на, нели, мрачниот период на социјализмот, што го викаат, токму тоа што создават едни од најдобрите, се уште најдобри населби можеби во Скопје. За потоа се тоа да се избрише и сега ќе видите у новите делови на аеродром што се случува и колку е растојанието меѓу зградите, колку процент на зеленило има, дали има или нема училишта, градинки и амбуланти. Ние се уште тие јавни институции користиме што биле замислени и направени во периодот на социјализмот. Значи во доба на СФРЈ. Кажете ми колку нови градинки, колку нови основни училишта се отворени во аеродром, во центар, во Карпаш, во Ѓорче за ова време. Или ни една, или многу малку. Да, во Ново Лисиче конкретно мислам дека ниту. И јас мислам дека само една градинка што ја знам и таа си остана. Така. Значи тоа ми е зборот. Да не заборавиме дека тогаш кога се носеле урбанистичките планови, во случајов на Скопје, генералниот урбанистички план, биле предвидени зелени коридори кои што требале да додат одводно према Скопска Црна Гора. Тоа не е за џабе, тоа е заради токму таа рација да се запази на Скопската котлина, каде што би имало струјење на ветровите според ружата на ветрови, која што јас мислам дека ниту еден урбанист у последно време не ја почитува. Ружа на ветрови стои во урбанистички план доле десно обично. Ај објасни што е ружа. Ружа на ветрови представува со колкава моќности од каде дуваат ветровите во дадено место. Тоа е ружа на ветрови и ги дава правците. Изгледа како компас каде што краците се подолги или пократки во зависност на јачината на протокот на ветер, практично провевот низ градот. Сега ние тие зелени коридори ни се затворени. Со згради, блокови нови. Апсолутно за веќе веков. Измисливме една категорија урбанистичка, која што порано немаше, линиски центар. Сега тој линиски центар, параметрите за него,
не влегуваат во параметрите од генералниот урбанистички план, туку постојат у некој лимбо, како тој дел да не е дел од градското ткиво. Да не зборам по делбата на општини, што за мене е абсурд дека Скопје не може да биде една општина, па е конгломерат од 10 општини, кај што секоја општина сама си ги носи деталните урбанистички планови, не водејќи при тоа сметка за се понатаму. Така што, да се вратам на ова со аерацијата. Скопје како котлински град зимно време е подложен на формирање на буквално се формира купол над тоа е температурна инверзија се вика, каде што се заробува слој, нели топлиот воздух е полесен овакво и оди нагоре. Меѓутоа се случува судир на топол и ладен воздух и се ствара слој и буквално ние зимно време, се што ќе произведеме, ние го дишеме. Тоа порано се викаше скопска магла, па се викаше смог, а сега не знам со кој назив би му го дал и како би го нарекол. И тоа буквално ние зимно време дишеме све што е у Скопје. Сега, кога више начнавме темата за загадување, нас не ни пристига само од оно што ние ќе го произведеме, значи, туку ние сме отворени од една друга страна, кај генерал Јанковиќ, не знам колку знаеш, има фабрика за производство на цемент. Од косовска страна, значи, збориме. Добро. И исто таква имаме и кај нас, и таму е дозволено да се гори буквално све и свашта. И нас и од Косово не пристига еден сегмент на загадувањето. Преку воздух. Така да, јас не можам да го сватам ова. Овдека во Кочани директно си ги убивме децата за профит. А овде индиректно се гуши. Овдека индиректно си ги убиваме и себе и децата, значи. Не можам да сватам кој воздух го дишат тие кои што свесно го прават ова за профит. Нивните деца го дишат истиот воздух и самите. Значи, и не ми е јасен тој концепт на самоуништување се во име на акумулација на капитал. Значи, никаде нема го носиме тој капитал. Значи, на крајот на криштата, да не звучам фаталистички, ама сите ние ќе завршиме со 2 кубика земја над нас. И мислам дека треба малце да си ја муќнеме главата, што правиме и како правиме. Спас, еве за аерозагадувањето, бидејќи си навлезен во таа тематика, кажа не дека само за самите... аерозагадувањето, тоа е можеби најмал проблем, значи не најмал проблем, еден од проблемите. Затоа велам, ние сме моментално во состојба на општествена тиња. Мора да се направат, од кај да почнеме? Мора да се направат големи резови во општеството, значи мора да се смени начинот на размислување. Јас не се занимавам со политика, тички све е политика. Значи, буквално све. Здравието, заштитата на нашите деца во иднина е политички момент. Цената на она што го јадеме е политички момент. Горивото е политички момент. Значи, урбаното планирање е политички момент. Значи, човекот у суштина е наречен зоон политикон. Значи, политичко животно, буквално, каде што не смееме да игнорираме. Значи, секој еден од нас е прашан. Значи, ако барем еднаш од 4 години, така на избори, дали се локални, парламентарни, председателски, небитно. Значи, ако не гледаме опција што ни се допаѓа, па станете бе дечки опција. Значи, едноставно ангажирајте се, од сите нас зависи. За нашата иднина се работи, за децата наши. Апсолутно за нашите деца. Ние, интровертно се однесуваат 30 години тапкаме уместо се вртиме во круг. Значи 30 години се вртиме во круг. Значи тоа мора таа нишка мора да прекине некаде. Ако немаме лидери кои што може тоа да го, дајте бе дечки, ангажирајте се. Формирајте се и сами во лидери, значи. Апсолутно тоа е единствениот излез. Сега гледам еден популарен слоган апси. Добро, окей. Ама дали е поентата да уапсиме само, да казниме
и потоа да дојдат други такви. Други вакви трагедии невидени. Значи, дали е поинтата? Не ќам да алудирам, меѓутоа стварно убаво кажат, темпирана бомба е. Еве, ќе земам за пример, новиве згради, ти си архитект. Зошто не прават еве пожарни скали? Ајде тоа одговори. Сега вака. Зашто? Утре пожар, дојде шо прави? Конкретно, тоа е фатено со правилник, дали се потребни или не се потребни. Значи, меѓутоа, ние не ги гледаме од проста причина што на секоја катастарска парцела што стана приватна собственост, се излобира да стане и градежна парцела практично. Зашто? Не сакам здружување со комшија. Јас комшијава не правиме муабет. Не може да бидеме уисто, значи, и тоа со тек на време, наместо урбанистите да размислуваат логично и дека на таа една позиција треба да има таква и таква зграда, односно првенствено императив да биде урбаното планирање, па потоа да се гледа приватната собственост, кај нас е обратно. Се гледа прво приватната собственост, па врз основа на таа приватна собственост ние си се прилагодуваме. Еве таков штетен закон беше токму и откупот на земјиштето. Значи законот за откуп на земјиште. Значи, претходно никој не ти бранил, ти имаш имотен лист за станот во кој што живееш. Меѓутоа, стопан на земјиштето под зградата и дворот беше државата. Така. Ако смета државата дека тука треба да има нешто друго, наместо да води скапи процеси на експроприација, дава обештетување и тоа обештетување се прави многу лесно. Имаш недвижност со таа и таа пазарна цена во моментов, ти давам еднаква, или те обештетувам во пари, или ти давам иста таква недвижност на друго место. Дури може тоа да се зголеми за процент на, да речеме, 20%, 30%, 50% заради одредена сентиментална вредност која што има собственикот, меѓутоа не го кочи тој развој. Ај сега да ти кажам конкретно, пример, пар екселанс за ова. Зошто отиде гасоводот низ водно? Пошто бев активен тогаш 2018 година и директно. Протести таму за да не проаѓа низ водно. Така и се формираше, го сакам водно, таму сум и председател иначе на здруженијето. Се формира, го качија гасоводот на водно, проста причина зашто само таму има чиста ситуација со експроприација. Не, има експроприации во Сонје и од другата страна во кај Крушопек и Шишао, али проблемот е што најголемиот дел беше државно земјиште. И најлесно беше да се цепа од таму, буквално. И на крај пак загазија со таа експроприација, иако пења ни фати устата, а тоа беше проект, пази се, па доаѓаме до на глупо ми е овој ден да зборам, меѓутоа на курто-мурто конгломерат, каде што тоа беше проект започнат од една власт, завршен од друга власт. Значи, и пак загазија со таа експроприација, и таму газ сега не тече. Нема. Гасоводот е направен од Сонје, од Сопиште Сонје, до Крушопек и не продолжува ни ваму ни таму, дреме така добри 5 години, иако за 2 години таму требаше да протече газ. И во моментов не сум ни сигурен дали таа инсталација е безбедна, затоа што мислам дека ако за 2 години не се стави во функција, веќе и не може да се користи. Предпоставам корозија и така натаму. И тоа беше еден од оние одличен проект, моменти. Сега, ајде да тргнеме од друга страна. Да беше државата стопан на целото земјиште, имаме фина лепа обиколница, покрај обиколницата ќе си отидеше гасовод, никој не беше ни да го чепне. Нешто е неинтересна работа. Гасоводот бара ширина од појасот од прилика 25 метри, осовински гледано, значи по 12,5 од страна, и одозгора има само една барање да не расте никакво високо зеленило. Тие, зашто цевките се поставуваат некаде на метар и пол длабочи. За да може да се реагира во случај на... Ти ако имаш обработливо земјиште, па ти работи сигурно, ти до метар и пол нема да стигнеш. Така? Па не знам како иде значи, тоа. Сакам да не можеш во штарник, ама еве, работи го. На крајот на криштата имаш ниви, врагови, чуда, ама еве и да не е така. Имаш заштитен појас 25 метри, еве и да е приватно земјиште, им го експроприираш на луѓето, ама не им се водеше таква постапка. Така што, буквално токму таа приватизација
приватизација, денационализација и легализација. Тие се трите најштетни закони за урбаното планирање во Република Македонија, за жал. Андреј, да се навратиме сега, сакам кај зградиве, јас сум многу голем поборник против градење на нови згради. На кратко само ќе ми објасниш, а и за гледачите верувам дека многу стручно тоа ќе го искажеш, зашто зградиве нови немаат, да речеме, скривници? Зашто ги градат со толку ефтини материјали? Зашто употребуваат толку гипс табли, знаејќи дека сега народски ќе се изјаснам, ќе прднеш и комшијата ќе те слуша. Сега ќе ти го објаснам во момент. А во мојиве згради у Ново Лисиче, например, не е така. Они ставиле некои гипс табли, ама позади гипс таблата има надзид. Не се работи. Тоа е онаа митоманија. Ајде да ни објасниш, може ја не ги разбирам работиве. Сега ќе ти објаснам, значи прво за скривниците и за лифтовите, дали се безбедни, зошто нема скривници? Скривниците мислам дека јас професионално не ги фатив. Значи мислам дека до 90 и некоја година се правеа во посебно оделение, значи за проектирање на скривници, значи. Случајно ја знам и жената, значи Мица се вика, значи ја имам запознаено, баш дури на димагот ја Мица скривница, затоа што е машински инженер, кој што мислам дека преку неј одеше све. Значи, овако го имаме правено тој муабет, едноставно законот престана да ги бара скривниците. Значи дека не се истите потребни. Се избришаа тие законски акти. И ако нешто го нема таму, апсолутно ти не си не мораш да го поставиш. Исто тоа на прашање што ми го постави за ПП скалите. Ние може да донесеме утре закон каде што на секој нов објект треба да има противпожарни скали и да почнеме да ги правиме. Тоа според тебе во ред или не е во ред? Од безбедносен Вака, аспект. Со тек на времето се има модернизација на материјалите кои што може да се користат при градење и може овозможува и внатрешни ПП скали да имаме, формирање на, веќе сме научиле некои работи, може да формираме и противпожарни јадра за комуникација, значи постои начин и да се избегнат, така да и мора и не мора, меѓутоа ден денешен на 26 метра објекти мора да ги имат како противпожарни скали. Ќе предложиме закон сите на трети спрат што живеат да имаат падобранска обука. Значи, да скокаме со не, падобрани. Меѓутоа еве, ако сме кај зошто ги прават ефтини, не ги прават сите ефтини. Меѓутоа, секоја шуша почна да се бави со градежништво. Значи, буквално, ти пари у банка да ставиш, за 2 години нема да извадиш колку што ти ги извадиш ако вложиш во градежништвото. Колку поевтино го изградиш објектот, толку поголем профит. Меѓутоа, тоа треба некој да го вака проектантски 99% се ќе биде задоволено. Дали така ќе биде изведено, тоа е знак прашање. Сега доаѓаме до многу интересен момент што го начнавме и на почеток. За овие зградиве што беат првата категорија, на крај технички прием прави комисија, што е државно тело. Добро. Значи надзорна комисија. За другиве што се втора категорија градби, каде што спаѓаат и стамбениве згради, приватна е. Значи приватна. Како бе? Така, приватно надзор, значи фирма лиценцирана за надзор. Значи ти прави извештај од надзор. И тој не под маса, па тој надзор инвеститорот го плаќа. Инвеститорот го плаќа изведувачот, инвеститорот го плаќа и надзорот. Ме свеќаш колку е тоа абсурдно, ме свеќаш, значи инвеститорот гради за собствен интерес, инвеститорот го плаќа изведувачот, кој што нормално гледа и да му забуши на инвеститорот, затоа што па тој работи за собствениот интерес, а воедно го плаќа и надзорот кој што во моментов може да не се замара. Така што го имаме тој момент, кога сме кај материјали, тоа што го збориме за гипс картонот, не е дека, како се создаде тој мит дека не е никако материјал. Кога се појави на пазарот, почна изведувачите неадекватно да го користат. Например, ќе ти стави една табла од една страна, друга табла од друга страна, минимум профил цеви и UV у средина. Нема ни да стави, стаклена волна. И ќе ти направи нешто што е за на саем или за на излог што не е зид за дом. Значи, производителите на гипс картонски системи, не се тоа само плочи, него се системи, па предвидуваат систем, да речеме тоа е V112,
каде што 12 сантиметарски преграден зид, има 2 табли од една, 2 табли од друга страна и камена волна на CVUV профили во средина. И сега овој зид функционира и овој дури подобар него класичен зид од керамички блок двојно малтерисан. Зафаќа помалце место 12 см, наместо 15 до 17, колку што би било овој другиот, и има подобри и топлински, акустични и секакви својства. Замислени се такви преградни зидови стан со стан, замислени се такви преградни зидови и стан со ходник. Има и фасадни елементи кои што може да се прават. Значи не се работи за кудење на самиот материјал. Секој материјал си има предности и слабости. Поентата е како ќе ги решиме во системи и како тие системи ќе бидат аплицирани и изведени на лице место. Правилно ако се потребени, значи... Да, значи прво мораме правилно да проектираме, правилно да изведуваме и правилно да контролираме, за да можеме да имаме адекватна градба. Императив на сето ова пред е правилно урбанистички да планираме. Значи, Прво тргаме од урбанизмот, па одиме до проектирањето, па изведбата, па надзорот. Значи, тие параметри мора да бидат сите задоволени за да имаме адекватна градба. Порано, ајде да тргнеме онаа што ја спомна споредба од бивша Југославија. Имало завод за урбанизам. Заводот за урбанизам бил тој што планирал. Не постоеле приватни планерски куќи. Таму тие луѓе одели работеле за плата. Значи збориме. Урбанистичките планови се носеле на ниво и по потреба на општината. Сега ниедна општина не инвестира, знаеш дека сите урбанистички планови имаат приватни инвеститори. Буквално, значи нема интерес на јавен интерес, туку интерес на инвеститорот. Инвеститорот плаќа планерска куќа, планерската куќа му прави урбанистички план. Значи, овој добива пари, а овој добива корист, пошто зашто инаку би го платил, така? Да. А самата општина е благодарна што некој им направил урбанистички план. По правило, истите се менуваат на 5 години треба се носи нов. Знаеш колку имаме стари ни урбанистички планови? Не само 10. Генералниот урбанистички план имаше важност од 2012 до 2022. Ние сме 25-та, ние немаме ГУП на Скопје. 3 години немаме ГУП. Урбанистички планови во центар има еден, баш тоаш кога ми беше кандидатурата, ги разгледував сите урбанистички планови, конкретно тој е француски гробишта, и од 91 година е направен на озолит. Озолит со оние со лилјакови линии, ако ти текнува пожултена една хартија со лилјакови линии, тој е 91 година не променет и си дреме така. Во Карпаш имаме урбанистички планови од 2002 година, мислам дека е најстариот, кои што па се препишани од 90 и некои тие се гледа на рака се цртани правени. Значи и можда и се подобри па од овие што после се донесоа. Така да ние имаме тенденција да не ја запазиме таа законска рамка во која што би требало да донесеме нов генерален урбанистички план или нов детален урбанистички план. Ќе те прекинам. Имам слушано дека во времето на Кензо Танге, добро, кога бил активен, нели, тој актуелен тој брутализмот, би го нарекол. Добро. Тој е јапански метаболизам, не е брутализам, јапански, правецот е јапански метаболизам, така се нарекува, Кензо Танге. Да, има неколку градби кои што и ден денес за мене се ремек дело, нели, факултетиве, поштава, железничкава станица, тоа се мислам негови не се негови. Добро, небитно. Имам слушано дека урбанистичкиот план на Скопје треба да се шири према Скопска Црна Гора. Апсолутно, да. Затоа што овој дел тука... Тоа не е на Кензо Танге, не е од планот на Кензо Танге. Ако ме прашаш лично како архитект, ја ќе му не дам замерки. Значи, не, сериозен сум. Значи, знаеш што, баш вчера го дискутирав ова со пријатели, дека според мене јапонски метаболизам на балкански менталитет и не одговара. Значи, малци имаме различни сваќања за заедништво, за јавно добро, на начинот на како функционираме, меѓутоа не се, тоа ќе го ставиме на страна. Значи, каков е донесен, таков е донесен. Неговата генерална замисла било системот на кули и градски ѕидови. Градски кули и градски ѕидови. Што е целата работа? Инспирацијата е земала од Скопското кале
и направил мал ринг, кој што е баш тврдина. Кулите и градски зид се така и замислени. Сега што се случува? Човекот за токму таа ерација што ја зборував претходно, замислил приземјата на градски зид да бидат слободни. За буквално тоа е да е затворена пешачка зона. Значи покриена пешачка зона, извини, е затворена. И тука да се случува таа аерација. Арно, ама, на нашиви урбанисти, реално недоквакани дури у тоа време, им текнало, знаете што, брилијантна идеја, ова место да зјае празен простор, ние да направиме дуќани, за да можеме некаква трговска намена да имаме. И пази, тоа дури не имало ни приватни инвеститори, за државни фирми било. Ама они биле попаметни од Кензо Танге, па ги затвориле сите тие и направиле дуќани таму. И сега ние имаме проблем со аерација во централно градско подрачје. Малринг, например, е така. Кога сме за ширењето, кон Скопска Црна Гора, да, апсолутно. Затоа што прво Скопска Црна Гора има јужна ориентација, значи природна осонченост. Има природно одводување, значи има пад на теренот, кој што возможно е природно се одводни. И во секој поглед е многу поздраво место за живење отколку водно. Ја живеам таму, тоа е осоито место. Значи практично цело време во осој, затоа што е сонцето е од ваму. Сонцето е од другата страна. Сега има еден интересна анегдота. Мојот ментор, значи и за дипломската и за магистерската, професор Виктор Пајвански, за жал почината, човекот, ми каже една анегдота, не знам ни колку е вистинита, меѓутоа ќе ја пренесам. Зошто, вика, што мислиш, Андреја, вика, зошто железничката станица, вика, во Скопје се наоѓа новата, зборам, таму каде што се наоѓа и зошто не е задржана, вика, старата, вика, железничка станица. Професоре, не знам. Вика, да ти објаснам, вика, кога се, после, за време на земјотресот, 38 е градена, иначе, и старата железничка не е толку стара како што ја мислиме, 38 е градена, веднаш пред почетокот на војната, 63-та нели се руши. Да. Вика, тогаш се уште постоеле возови што работеле на јаглен, вика. И имало еден мост, вика, кога што требало да се премине, затоа што во подножјето на Водно и на Водно живееле, вика, парламентарци, таму добиле станови. И кога требале додат во собрание, морале, вика, да преминат преку тој мост, вика, и ако поминувал воз, вика, таму на јаглен, ги чадал, вика, биле отворени тоаш автомобилите од джипови, онија вранглери, вика, се уште се возеле, и они пошто го памтеле тоа 40-тите, 50-тите години како било, не бе ова го тргаме од тука. Значи, стварно не знам колку е вистина, меѓутоа... Да, мацеко скетч делуе. Да, ама, сега ќе ти кажам една интересна работа, и тогаш како ја грешеле работата, и зашто зборам дека политиката е многу битен момент. Има една книжуле, се вика План обнове града Скопје. На српски јазик е, значи, тоашен српско-хрватски јазик, народа и народности, значи, збориме. И во него има кои учествуваат во планот на обнова. Имаш генерал, тој пуковник, тој, не знам, овој, нема ќорав архитект таму. Еден нема. Значи, со фенјер да го бараш, нема. Не е наведен. Значи, во планот за обнова на град Скопје, главна реч, немало ниту еден од фела. Градежни инженер нема да најдеш таму, машински инженер нема да најдеш таму. Све се некој командант на област, не сеќаш. Така било времето. Тоа е многу интересен еден феномен и затоа викам, значи, треба стручни лица на позиции каде што ќе може да одлучуваат. Тоа е многу битно, значи, едноставно, дајте ве луѓе, имаме стручњаци, прашајте ги. Не сме ние нужно зло. У целиот муабет и наратив. А иначе ова што го спомна Кензо Танге, сега на што се вадеа најчесто на него, има планирано, една кула што се наоѓа диагонално од Сокбанка, близина на Holiday Inn, и тоа кога се правеа зградиве, тоа се за Holiday Inn, значи кога беа актуелни, беше една од апологетите, вика, па добри Кензо Танге, тука кула има, вика, предвидено. И тоа им беше една од тие алибијата, би рекол, значи, за таква нешта. Да, треба да има, ете. Да, така да,
не знам, планот и развојот на град Скопје е многу интересен феномен, значи, и целна една сериозна дискусија и дебата. Меѓутоа, Скопје во моментов можеме да го карактеризираме како промашен град, значи промашен е, кој што си ја промаши шансата, меѓутоа се уште не е касно, ама колку, знаеш како, тоа е канцер. Се шири. Канцер, ако не го оперираш на време и не го фатиш на време, ќе те убие. Као гангрена исто. Значи, не, баш е канцерогено ткиво. Значи, метастазира. Лошите урбанистички решенија се прелеваат и метастазираат од една општина у друга, од едно мало у друго. Ама тука парите се многу битни, затоа така се случува. Капиталот. Тука да, тоа е, капиталот убива и овој случај. Пред крај сме на овој Black Redcast, како што си го викам, а ич не ќе така да го викам. Сакам да те прашам што мислиш моментално, ајде, земи го из Скопје, дека си скопјанец, ама ајде и цела Македонија, според тебе, која е најкритичната жешка точка? Во моментов, што не ќе да алудирам, но еве, доколку нешто такво, не дај Боже да се случи, значи, каде има најголем ризик у моментов некаков објект? Имаш ли сознание? Да, значи, најголем ризик имаат легализираните дивоградби, затоа што нема документација за нив, чисто како податок, општина Чаир во еден период имаше издадено само 14 одобренија за градење, а не знам колку барања за легализација. Значи, таму имаме легализирани згради во Чаир. Значи, збориме зграда, не куќа, не склад, не дискотека. Како може зграда да се... Така, целосна зграда. Значи, била дивоградба, на очи на сите, на очи на сите, пред сите, комши, станари, врагови, чуда, и кои што од лукративни причини, што од страв, ќутеле за тоа и дозволиле такво нешто, али не се. Тие се едни, втори на удар би ги ставил зградите кои што се градени во периодот од доцни 90-ти, почеток на 2000-ти години, до 2012 година, од проста причина, затоа што во тој период не се бараше мислење од Институтот за земјотресно инженерство и сеизмологија ИЗИС, нели? И 2012 година се донесе законот со кој што веќе беше таа регулатива обрзувачка. Така да и тие се исто така ризик фактор. Плюс тогаш се испитува и некои нови материјали тогаш на пазарот, прв пат се употребуваше тогаш, ми се чини демид фасадата, иако таа е условно и порано во Капштец има неколку објекти од доба на Југославија употребени, али тие се малце различни системи на градова. Прв пат се употребуваше демид фасадата, гипс картонот што го спомна, можеби неадекватно е користен, значи прозорците прв пат се употребува ПВЦ прозорци на тие. Че тие се веќе некои од втор ранг и трет ранг ќе ги ставам објектите кои што се по урбанистички план, но се погрешно поставени. Значи, каде што имаме урбанистички планови со нехумани услови. Така да ризик факторот е во тие три категории. Мислев ке спомнеш некои мостови кои што не се баш нели имаше еден ке се рушиш. Да, добро што ме потсети. Не се само мостовите, не дека ќе се рушат. Сега ќе ти отворам. Да, па тоа викам, значи има многу да се зборува. Ајде конкретно кејот на Вардар да го земеме. Сите мостови се проектирани со многу лоша висина. Значи мостот околу мостот на уметноста, оној што требаше тркало да има мост што седи незавршен. Значи сите тие висината им е во пониска од минор коритото, значи мислам спаѓаат во минор корито на некој начин. Тоа значи ако има поплава или нешто слично може да достигне затнување условно. Па сега дојдеме до тие оние гали у Вардар. И тие се крајно небезбедни објекти. Значи темелени се на шипови доле, зафаќаат дел, значи природна брана се практично во коритото. Потоа овие објективе што ги изградија покрај самиот кеј во непосредна близина на Мајор коритото,
исто се небезбедни, затоа што ајде да замислиме некој појак земјотрес, каде што тој или пожар или било што, каде што тој објект би се сруши. Паѓа у Вардар се прави брана. Шутот паѓа у Вардар буквално и се прави брана. И се затнува, значи треба ќе се деси излевање и затоа имало и причина зошто мислам дека заштитниот појас беше 20 или 25 метра од Мајор Корито, не сме да има објект. Ај види кај сега Министерството на надворешни работи, види кај е музеот. Да, се е тука. Значи единствените два објекти кои што од Скопје 2014 што може да се каже дека задоволуваат некои услови спрема старите урбанистички планови се овој музеов на ВМРО, приватниот музеј, нели што има, и театарот, затоа што таму секогаш имало градежна парцела, така, таму во тој габарит. Театар, значи било, и било предвидено, значи тоа е препишано. Се ова друго понатаму по кеот е измишлјотина. Поентата баш на тој, поентата зошто е уредено коритото на Вардар, е од опасност за, ако се случи нешто на матка, излевање, да не се поплави Скопје. Така да, ние ги забораваме тие моменти. Значи, ако ги спомнав оние нехумани населби со начрчкани згради, ајде да тргнеме во едно дебар мало, ја не знам таму против пожарно возило кога ќе влезе. И мене таму имаше не може ајде вака, баш на мојот ментор му се запали кабинетот. Имаше еден пожар во на архитектонски факултет, архитектонски градежен, тука сме нели, во истата зграда ја делиме. Заради инсталација пожарот настанал во зидот помеѓу неговиот кабинет и уште еден друг кабинет. Доле се наоѓаше иначе ателието на Владимир Георгиевски, што беше академик и сликар, и он е почина за жал. И сите негови слики беа тука. А над тоа започна пожаров. Па не може од кај апче да влезат човече со пожарно. Значи тогаш не може да влезат од кај апче. Значи на мојот ментор му изгоре документацијата, мислам тогаш во целост. Едва и неколку асистенти и професори ги спасија сликите на академик Владимир Георгиевски. Така да. Андреј, за крај што ќе препорачаш, што треба да се направи за да се избегнат вакви несреќи во иднина? Нешто, вашата одговорност како архитекти, што може да смените, што да подобрите? Прво, според мене, секој еден од фелата, ние носиме најголемата одговорност во случајов, мора да влијаеме на носење на подобри правилници и закони, значи законски, подзаконски акти. Истите мора да бидат усогласени едни со други. Комората тука мора многу да се активира, значи за да може конечно да донесеме и буквално мислам да донесеме такви правилници и закони и конкретно да се активираме да не оставиме простор за толкување. Затоа што иако нас како професионалци никогаш не е јасно што сме сакале да кажеме или што сакал колегата да каже, мора тој реченик да го поедноставиме за на сите да им биде јасен. Не смееме да дозволиме политиката да влијае на, и по тоа мислам политиката во смисол на слуга на бизнис интересите, да влијае во тие професионални одлуки и треба да ја поздравиме само на опција која што ќе ни дозволи професионално да работиме. Се што ќе представува мешање во професионалното работење треба на време да се реагира и да се активира. Тоа е од фелата. Како општество, мислам дека треба крајно време да престанеме да ги гледаме личните интереси над општествените и да почнеме да размислуваме малце вон клетката што се вика личност и семејство, туку да почнеме да размислуваме на ниво на населба, град или село, значи општина. И потребно е да си ги вратиме оние начала што сме ги изгубиле на солидарност и другарство кој што треба се негова и да се пренесува пред се на помладите. Значи ние да се ги вратиме, ама им ги даеме во аманет на младите лица. Андреј, ти благодарам за тоа што прифати да бидеш во нашиот вонреден ретказ. Ќе те поканам, ти ветувам, ќе те поканам и понатаму, кога ќе бидеме малце поведри и посрекни, се надам дека ќе зборуваме за некои поубави теми. Овој пат те викнав, се надам дека и на јавноста
сега малку појасно кога имаме еден професионален архитект, човек кој што се обиде малку да ви долови како стојат работите и кои се неговите гледишта и анализата што ја направивме заедничка за трагичниот настан во Кочани. Повели, ова ти е мал подарок од нашиот тим. Благодарам. Чаша од Редказ. Благодарам. Да си црташ тамо, да си правиш кога ќе, мислам, си пиеш млекце или кафе, шо пиеш, не знам, ќе се подсетиш на нас. За крај само кратка порака до гледачите, пред да се одјавиме, што ќе кажеш или се е кажано, не знам. Мислам дека се е кажано и дека зборовите во вакви моменти не значат на луѓето. Значи, оно што го кажавме вечерва, мислам дека подобро е да се присетат и да го гледаат и понатака, затоа што дел можеби ќе биде и погрешно, дел можеби нема да биде сватено, меѓутоа убаво е да се навраќаме често на вакви моменти во смисла на професионално искажување. Јас искрено се надевам дека нема да бидам единствениот архитект што ќе биде инженер тука повикан, туку дека ќе Не сме имале до сега човек. Мислам дека треба, значи покрај архитектите и другиот инженерската фела да бидат тука поканети, затоа што сметам дека ги има доста кои што имаат и што да кажат, а едноставно не им е даден ни простор, ни време да го искажат своето мислење, дека не се баш неми професионалци, него дека сепак имаат што да кажат и заслужува да бидат слушнати. Ти благодарам уште еднаш што беше дел од овој вонреден Редказ. Драги гледачи, тоа беше Андреј Јанков. Се надевам дека го задржавме вашето внимание, како и секогаш го завршувам мојот подкаст со цитати. Овој пат ќе идеме со една мудра мисла од Толстој, кој што вели: задоволствата на богатите се создаваат од солзите на сиромашните. Жали Македонијо, има и зошто да жалиш. Поздрав!